Добар ден и добре дојдовте. Време е за работна сабота на телевизија 24 Вести. Верувам дека ќе бидете со нас во наредните 50 минути и ќе се релаксирате секако со гостите кои што денеска ги имаме во нашето студио. Меѓутоа, за почеток на денешната работна сабота и пред да го започнеме разговорот и да ви ги најавам денешните гости кои што се во студиото, предлагам да погледнеме една стара македонска изворна песна, но во нов аранжман, со што всушност ќе најавам кои ќе бидат гости во денешната работна сабота. Crveno momčeto ti je zaspalo, momčeto ti je zaspalo, na kara kamen planina. Kara kamen planina nasuvam, aj nasuva rida bez voda. Mi pominale, aj idući gunčetom, aj gunčetom ugo ukrale. To mugo ukrale na me ana mugo prodale, na me ana mugo prodale, zabela luta rakija. Zabela luta rakija za rujnom vino crveno. Ako mugo zele gunče to, neka mu je živo momče to.
Тоа беше Дафино вино црвено во изведба на Арија Бенд, секако нов аранжман. И со самото тоа ви ги најавувам моите денешни гости во студиото. Денеска во работна сабота се релаксираме со дел од групата Арија. Кај мене во студиото на огромно задоволство се Никола Автовски и Ставре Саврев. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве гледавме и фала за поканата. Ви благодарам на тоа што одговоривте позитивно на желбата да бидете да се биде дел од работна сабота и секако да промовираме нешто ново од една група која што можам да признам дека иако сте активни постојано, оние кои што се по свадби и настапи сигурно ве гледат, меѓутоа од ТВ екраните и од сцената извесен период можам да забележам дека ве немаше. Ова е едно убаво враќање за вашата група, за вашиот бенд и за оно што вие го правите. Да, правиме сега еден камбек после некои 2-3 години. Додуше ние 2015 искочивме на Цветници, исто и 2016, ама сега значи со вие два спота, у најаве се уште два, се враќаме на сцената. Се враќате активно на сцената, Ставре, значи почнува еден период каде што покрај сите оние обврски кои што ги имате со настапите по свадби, каде што се морам да признам многу барани и се чекани или за место за некој да може вие да им бидете дел од најубавиот ден во годината, сега ќе мора да промовирате и нови спотови, да работите на нешто ново. Па да, во овој момент се два нови спота во исто време. Песните се во еден здив, едната, а другата пак ќе погрешам. Одлични спотови, се надевам дека на гледачите ќе им се допаднат и спотот и песните. Сега мора да се направи камбек, како што кажа Никола, имавме некоја мала турбуленција, еден одреден период, нели нашиот Орце се замина, отиде во Холандија да живее, па што ќе биде, како ќе биде, нели да искочи како што треба. Бендот мора да продолжи понатаму и да функционира. Да. Сите сме се тие и работиме. Верувам дека и на Орце можеби не му е лесно едноставно што мораше да ве напушти да замине нели на друга страна, меѓутоа Арија Бенд нема да. Да, ние сме во контакт со него, се слушаме по Skype на Viber и баш се шалиме, вика, ајде вечер каде сме? Каде сме? На која слика сме? Каде сме, да. Са сигурно него нема лесно, ама така, патиштата така се раздвои, он си отиде во Холандија со семејството си, работи таму во успешна фирма. Сега ги си купи куќе човекот. И можеби таму ќе продолжи да свири. Сигурно нема да свири. Сигурно не. Друга професија, ама како и да е. Така, во секој случај Арија Бенд повторно се враќа на сцената. 99-та никаде беа почетоците на вашата група. Еден период кој што можам да забележам беше навистина убав и за вас секако плоден и богат. Да, 98-та фактички почнавме ние, на Цветници искочивме 98-та и од 99-та почна да работи со полна парија групата. Прво појавување така посериозно на телевизија ни беше 1+2 кај Драган Вучич, тоа што свиревме цел серијал, значи во живо. Мислам дека на сите телевизија идеше. Тоа млади момци, за душа сме ние сите академски образовани, ама ти да пратиш пола југословенска естрада, па и балканска, не само. Беше стварно предизвик и мислам дека добро одговоривме на тоа и од тогаш фактички тргна вост. Се отвори вратата сега. Да, се отвори вратата и се следеа песни, спотови, настапи, концерти со познати пеачи како, не знам, со Бреговиќ, со Недо Украден, Тереза Гесовија, мислам, имаме свирено баш што секи. Не само емисии, туку и концерти. Да, затоа велам беше богат период за вас и едно убаво искуство, иако сте сите нели музички образовани, сепак не туку лесно може да се излезе во јавноста и луѓето нели да забележат еден квалитет. Вие тоа успеавте, имавте можност веројатно во вистинско време, на вистинско место се појавивте. Ба да, тогаш беа многу подруги работите, немаше, знаете, YouTube, Facebook, што има на телевизија, тоа е. Сега малку се сменити работиве, сега повеќе луѓе се Дали се презентираат. трудиме и настапите во живо кога свириме, дали е свадба, дали е некој евент, дали е во дискотека, да биде тоа како што треба да биде. Не може на случајност ништо не оставаме никогаш. Сега за богат период ние секогаш сме со свирки и полни сме со свирки, сега да не испадне фалење, нели? Имаме работа, све е тоа во ред, али се трудиме да остане како што било секогаш, како што почнало од 99-та година, да биде ден денес исто. Не е се битни годините. Не се битни, да. Млади сме се ние. Да, битно е да се работи, секако Искуството е битно, да. И она што е многу важно дека се враќате повторно со нешто ваше авторско, со песни кои што очекуваме дека ќе бидат хитови. Па да, еве сега не знам како е наред да се пушти, мислам пак ќе погрешам дека ќе биде следна која што ќе Таа е песна на Љупчо Чедомирски
музика аранжман, текстот е на Елвир Мекич, снимено е со Мацко од Фабрика. Песната е по-петно. Ќе видат гледачите, мислам дека ќе им се допаѓа. Да, во текот на емисијата секако дека ќе ги погледнеме двата спота кои што излегува во еден краток период, но ќе се навратиме секако на почетоците кога се создава хитови од арија на минута или две. Дали тоа можеби беше ваш најголем хит? Секако, најголем хит имавме ни уште два хита. А еден од најголемите беше минута или две. Господ е сведок, Во дното на душата. Иначе прва авторска песна наша беше Минута или две. И тоа беше она што ве... Да, тоа беше, мислам, со тоа фактички се проби се. Кои денеска се членови од Затоа што ете орце секако замина, кои се денеска е дел од арија? Се менуваа луѓе, доаѓа, беше дел едно време и Мартин Вучич, па тогаш Ставре... На почетокот да. На арија Мартин почна заедно, па после Мартин излезе, почна соло кариера, јас влегов во арија и си останав и уживам, искрено кажано. Сега сме тие членови, јас, Никола, Баже, Кума, новиот наш гитариста Горан Милошковски, звани Кума. Имаме и пејачка последнава година и пол. Че имаше потреба од женски вокал. Да, па и светските хитови се повеќето женски песни, зашто да не смениме малку, нели? И што повеќе пејачи во групата има, тоа е подобро, нели? Тројца пејачи во една група. Е добро, секој си го пее својот жар на кого му прилега. Тоа. Не, групава мора да има, значи, повеќе пејачи што пеат стилски различна музика, зашто ние свириме баш буквално се. Може да земеме од изворно наше македонско, турбо фолк, познати поп хитови, јурок. Како џубок сте, можеме да кажеме. Значи, знаеш како, мора се да знаеш. Денеска мора се да знаеш. За добра забава да се направи, мора од сепо нешто да знаеш. Зашто на пример ќе земе на свадба. 300 луѓе се. 300 луѓе, помалку на сите да им освириш по нешто за да бидат, не може да бидат сите 100% задоволни, 95% да бидат, тоа е преуспешна веселба. А тоа вие успевате да го постигнете? Се надеваме така. 99,90% да, да речем 100. Колку е напорно сето она што го работите? Колку ви одзема време, енергија? Има жртви, време, голема е жртвата, али и задоволството е големо. Значи тоа што го работиме пред се го сакаме. Пред се, ајде што сме колеги, од деца сме заедно, пред се другари сме, али тоа што го работиме го сакаме. Си носи своји жртви, све си има и напорно е, како и секоја работа е напор. Али финалниот производ кога ќе искочи, тогаш е задоволството големо. Тогаш се заборава се она што е поминато, да. Или кога ќе земеме инструменти, да свириме, тогаш може и да се испокараме нешто за работата зборав, дали вака ќе биде, дали така. Тоа на проба е. Тоа е на проба, да. Значи најинтересно е на проба. Ама нонстоп. Значи за да биде пубав мора да има, значи, те вака, вака и сега ќе седнаме, почнуваме со свирење. Сите насмеани, супер, ние сме се договорили. Тоа е, задоволството е големо. Најбитен е финалниот производ. Зашто работиме за да биде квалитетно и кога ќе скочиме на веселба една, дали дискотека или свадба, луѓето, како што кажа Никола, да бидат задоволни и да имаат све по нешто. Колку сте самокритични кога станува збор за работата која што ја работите? Самокритични сме. Многу. Премногу и тоа. Дури се си зијаме многу и при срце, така да... А сме самокритични. Знаеш, ние сме многу и перфекционисти, сакаме се да биде... Како што си, да не биде... Може би затоа се тие караници на пробите кога ги имате, затоа што сите сте... Ама па тоа е и па нашиот вакво... Значи, од местење на звук до песна, која како ќе ја свириме, која ќе ја почнеме, како ќе се почне, дали вака што може би народот не би приметил такво нешто, али ние го приметуваме. И перфекционисти за тоа доаѓа до расправа, ама мора да биде. И кога ќе се освири добро звучи. Мора да звучи добро. А кој е тој што ја смирува топката кога ќе дојде до една таква ситуација во групата? Зависи. Зависи од моментот. Зависи кој ќе почне. На лева, кој на десна, тој. Зависи кој ќе почне. На девојката и давате ли исто така можност да коментира, да дава сугестии? Дали таа? Значи во арија владе тешка демократија, да не кажам. Сите си имаат право на глас, сите си се договараме заедно што ќе биде, како ќе биде, така да немаме никакви проблеми. А и предност веројатно дека и не давате некоја многу, иако е женско. Како предност? Предност некоја не давате за некои предлози, или? Не, се си е, значи... Све си е рамномерно тоа, демократија. Нема ова типично секој. Видовте дека во политиката има интерес и вие метнувате внатре некој политички. Политиката многу не сме,
Не ни интересира баш многу политиката, али во групата си Владе демократи секој си има право на збор и секој треба да се слушне, може има добар предлог некој. И ако е тој предлог добар, да не мешаме политика се. Со колку проценти поминува? Да. А, ако не викате од страна некој? 57% исто е. Да. Значи како парламент? Како во парламентот? Пак се за политика. Ако нема нешто, тогаш викате некој од страна, кој што ќе ве смири. Олеснувач? Олеснувач на работите. Кога станува збор за снимањето на видео спотови, сепак влагате во една друга улога, тука треба малку и глума можеби. Да, нормално, причам си има режисери си кажуваат што треба, како треба да се... Вие таму не се мешате? Не. Причам има сугестии нормално, ама се да се даде некој кој сугестија, али режисерот си ја знае работата најдобро. Ваше е да отсвирите и да мислите на секако на... Да, нормално ќе му предложи на човекот. Ние како така. Сега, кој исходливо тоа. За самиот почеток ја погледнавме Дафино вино црвено во ваш аранжман, на вистина преубаво спакувано парче. Тоа е исто нешто што вие го работите? Да, тоа е еден проект наш, кавери снимавме, наша продукција е тоа. И се решивме, викаме Дафино вино, ама да не направиме стандард варијанта што е вако, направивме нешто малку фьюжн джези, така да ја видел луѓето, мислам дека ќе се допадне, малку е не секојдневно, ама сум така окей. Чи работите постојано, имате креации, креативни сте, создавате нешто што ете да бидете блиску до публиката. Да бидеме блиску до публиката, да е пред се квалитетно и да е малку поразлично, да не е секојдневно. Гледаме се, денешнинава, како што каже, има и социјални мрежи, интернет, све, више видено, све. И сега се трудиме барем нашите песни што си тука дали кавер верзии правиме, да биде тоа и во наш стил, наш препознатлив звук, кој за звукот кој одговорен Никола. И се надеваме дека финалниот производ добар, дека тоа оставаме гледачите и слушателите да го видат. Да, верувам дека по завршувањето на работна сабота повторно ќе имат нели секако можност на нашата програма да ги гледаат оние парчиња кои што вие ги имате преработено, секако во ваш стил, но и новите видеоспотови за кои денеска сме дојдени тука. Прво што ќе погледнеме, пак ќе погрешам, во изработка на Фабрика продукција, текстот, аранжманот, музиката. Како што кажат, на Лјупчо Шедомирски музика и аранжман, текст на Елвир Мекич, Мац Фабрика и Арија Бенд. А ние секако тука правиме една музичка пауза и го гледаме најновото од Арија. Уживајте, драги гледачи. Сите бродови ќе ти потонат во својот неповрат. Кога лажни љубови ќе си заминат, штом се ти потрошат. Тогаш сум ти најдобар, тогаш сум ти потребен. Знам дека не би требало, но пак те сакам. Треба да бегам од тебе, но ти се враќам. Знам дека не би требало ни да те спомнам, но против себе не можам. И пак ќе погрешам, пак јас ти простувам, но ти си грешка која сакам да ја повторам. Потонат во својот неповрат. Кога лажни љубови ке си заминат, штом се ти потрошат. Тогаш сум ти најдобра, тогаш сум ти потребна. Знам дека не би требало, но пак те сакам. Треба да бегам од
protiv sebe ne možam. Ipak je pogrešam, pojasni prostuvam, no ti si greška koja sakram da ja povtoram. Ipak je pogrešam, pojasni prostuvam, no ti si greška koja sakram da ja povtoram. Понекогаш помислуваш кога светот би застанал барем за миг. Но светот не застанува. И затоа биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond со рум во 2 заводливи вкуса. Какао и млечна чоколада со кекс и забајоне со крцкава бела чоколада. Best Beyond. Чекор што менува се. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Изберете VIP комбо пакет и добиете телевизија со најмногу HD канали, супер брз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно, без предплата цело лето. Јавете се на 0800 787 87 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Од утре си на одмор? Супер! До крајот на денот мора се да завршиш. Да испратиш мејлови, напишеш извештај, направиш презентација, да ги доставиш документите. Ако не сакаш да прегориш, освежи се со неодоливиот Нескафе Фрапе и биди ладна како лед. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, добитници. Банев Петар, Струга, Бакија Камил, Скопје, Реджепи Авни, Куманово, Панов Стојне, Пробиштип, Мишевски Николче, Битола, Чакали Членче, Скопје. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Тоа беше Пак ќе погрешам, секако во изведба на Арија Бенд ги погледнавме и рекламите и се враќаме, сега продолжуваме со работна сабота, денеска релаксирано со Никола Автовски и Ставре Ставрев од Арија. Одличен спот, можам да кажам на вистина песна која што ветува да биде хит, само да биде малку повеќе нели на ТВ екраните, по радио станиците и ќе бидат овие. Се надеваме дека ќе биде така. За да сме тука да промовираме. За да сме тука да промовираме. Да. Сакаме ние кога се работи, кога се создаваат нови хитови, кога се создава убава и нова квалитетна музика, за да се слуша што повеќе нели македонска музика. Да се трудиме, затоа сме тука како што вика Никола. Колку на вас ви паѓа тешко што ете, можеби знаете еден период кога многу полесно публиката ги учела и ги знаела вашите хитови во однос на денешниот период кога и покрај поголем број на медиуми, на социјални мрежи, можеби е малку потешко. Па беше на времето како што кажа тамо од негде 99 до 2002, 3, 4. Малку беше поразлично него сега што е. Повеќе се обрнуваше внимание на македонски артисти. Барем ја така мислам сега, да не грешам. Вие сте го поминали тој период, сигурно дека знаете како е. Свирките наши по клубови 70% беше македонска музика. Се слуша, македонските песни се слуша, имаше естрада, све супер се беше. И сега има естрада само. Само хитет и моје злато. Да со тек на време, знаеш, си се менјаат работите, си сега како е. Но вие не се откажувате сега кога работите, да, и создавате нешто. Нема откажување, ама сепак мислам дека треба многу телевизиите да обрнат повеќе внимание на... А има квалитет, не да режиме. Значи има не квалитет, страшен, значи, сега да не сакам да оговарам. Секогаш го има, оно квалитетот секогаш има хиперпродукција се, ама има квалитет. За да искочи тој квалитет треба да се направи некој шоу, значи да идеме барем у прайм тайм, да не пуштат после 2 сат навечер кога не знам XXX филмови и да или да не. Да, па така е што. Во исто време за некој филм не иде, нели? Изборот е да. Сега изборот. Останува на гледачите. Ќе се гледам сега.
Повеќе сте машки, секако имате само една дама сега во бендот. Верувам дека наоѓате време покрај свирењето, покрај музиката и за некои активности, па дали се собираат членовите на Арија бенд да одиграат можеби некогаш некој фудбалски надпревар? Играме, да. Само душе нема многу фудбалери у бендов, двајца сме. А другите навиваат. Ја не сум тој, он е главниот фудбалер. Дури имаше еден клип, го пуштивме на интернет, фудбалски магии. Тука неговите способности. А не ми саке ви го земат може во некој клуб, ако е до толку ќе останете и без Никола. Фудбалерски способности, значи што пипне тоа секогаш, дали песна да направи, дали аранжман да направи за свирење, да не говорам, да не си одиш. Така да, а со останатите имам еден спортиста во групата, он е по бициклизмот, Баже. Он знае по 200 километри дневно да вози. И после така изрелаксиран да дојде на свирка. И да кажам дека беше второ место на прв до врв. Он беше втор до врв беше. Да, справа за Баже. Сега да беше пред 10 дена. До година прв. Да го пуштате малку повеќе да вози. Не, дури премногу го пуштаме. Премногу. Многу ми се дозволува, значи. Да. Па добро си спортува човекот, сега имаме мрзи. Ајде јас ќе кажам за мене, јас не спортувам. Добро, мора да биде некој публика и да навива. Спорта. Па добро, ама се не види, знаеш каква ни работата нас, значи свириме до касно, нормално има и алкохол, биоритмот ти е изместен, мора да си најдеш некој инвент, дали е спорт, дали е некој хоби, бициклизам, фудбал. Еве во атлета се гледаме и ти чат-пат. Да, и вежбање секако редовно, за да може мора малку да си форма. од отровите, за да нормално ќе дојде нов викенд, па нов викенд, па нов викенд. А и дома секако кога сте со семејството, тоа сето негативно што се случува нели на работа да не се одразува, да се изфрли на терените. Тама работа. Останува значи време и за семејство. Останува, мора да остане време. Сега тоа што кажавме, жртви се има. Некогаш и по 3 дена не се враќаме дома. Или дојди, прибери се во 5 сабајле, стани во 9 саат, излези пак во 5 сабајле. Дали што на работа, што свирки, што проби, снимања, а снимањето не може да биде песна снимаме сега за саат време да биде готова таа. Па 5 минути трае песната. Може некој ќе очекува дека може за 10 да се снима. Дома не разбираат, тоа е најбитно. Тоа е најважно, да се има поддршката од дома за да се работи изрелаксирано без некоја дополнителна работа. Супер, нема расправи, не се гледаме многу по дома и така. Тоа е решението за да нема расправи. Не се гледаме. Тајната сите оние кои по телефон. Добро е све да не ве закачал, некој не е добро. Вас добро ви оди одлично. Што треба се купи? Добро сега. Тоа си е дел од домаќилнокот наш. Да, мора да бидете и домакини, не само музичари. Така. Јас стварно имам шелба да зачистам дома, али стварно немам кога. И јавно тоа го кажува сега. Ете, јавно го кажав, да. Има желба да чисти, меѓутоа нема време. Ја немам желба да чистам, имам да сготвам некоја желба, ти кажам искрено. Многу добар гурман. Да, може да сготвам тоа. Сам си се фалам за тоа. Значи, гурманските квалитети, повторно што вели Ставрес, се што ќе фати со рака, му оди па и јадењето изгледа. Ево ќе собереме кај мене, еве жив пример, нека кажа, го ќе направам шофа една. Ќе изработиме некој спот или песна сме снимали, сега финалниот производ никој не слушаме по дома сам. Се собираме кај некој од нас, најчесто кај авто во неговата хациенда во Сонја, во Горна Сонја. Во Горна Сонја, пардон, да. И таму првим авто спрема све. Значи, неговата сопруга е толку поштедена од него. И за тоа има разбирање. Значи со сите нишани, со све, храна, за све тој задолжен. Дури ни пушта тоа што сме го сработили. Браво. Значи вистинско уживање. Природа, убаво време, убава храна, добра музика. Да. Знаете, значи да се релаксирате кога не сте на работа, да. Мора да се релаксира човек. Мора да се релаксира. Заглавуваме, работиме нонстоп, треба некогаш на душата и одиш каде се даде. Многу работа, многу настапи, многу свадби, веројатно дека има и многу интересни моменти, случаи кои што ви се случуваат. Има толку години. Има, за да вие колку сме на 18 години се десиле многу случаи што нормално некои се занат пред телевизија, некои не се. Има ли нешто интересно што би го споделиле? Можеби некој гаф, некој нешто? Сигурно се во моментот нема да ви текне. Треба да видите едно книжуле да запишувате што било. Сега вака бенешо ми текнуваат, не се завоите, така да. Први тоа текнуваат, не се за тука. Има на тетето. Се случува ли на свадбите некогаш некој од моложенците да земе микрофон па да сака да запее со вас? Ги има ли тие моменти? Да, има. Тоа е баш на спонтанна енергија што
Не само младоженците, некои од гостите, мислам, не е проблем. Земи микрофон, тука се прави општа журка, хаос. Кај уметниците и кои што се занимаваат со јавна работа, секогаш се бара да бидат добро расположени, да бидат насмејани, да бидат, што сте вели, секогаш со позитивна енергија, иако можеби нели некогаш не ви е до смеење, не ви е до пеење. Колку се тие моменти тешки да се надминат и да се остане таков како што оној кој што ве повикал на свирка очекува да бидете? Па види, кога искочиш на сцена, се не знам што ти се десило дента. Не знам, едноставно имаш лош ден. Застанеш на бина, почнеш да свирење. Готово, завршува. Така, забораваш. Не е битно тоа што дали нервоза. Луѓето тоа не ги интересира пред се, а и професионалноста пред се. Сме професионалци. Застануваш, свириш, другото оставаш сконцентриран на тоа што се работи. Што викаме перфекционисти да звучало добро, а не така вака. Да биде. Значи нервозите и проблемите се оставаат на страна додека се работиме. А знаеме како време живееме, значи се повеќе и повеќе стресно е така да и ние нормално не сме имуни музичарите, уметниците, пејачи, кои да ги земам. Значи тоа е нормална работа. Ама кој се ето е кај нас проблемот што го искочиш пред луѓе, мора осмех. Не е битно, може некоја стварно навистина лоша работа да се случило тој ден или било што, ти мораш да се насмеа. И да се истера свадбата до крај како треба или веселбата да помине во најдобар ред. Денеска има навистина многу групи, многу бендови кои што функционираат, некој подобро, некој полошо. Што би кажале за таа слика која што во Македонија? Премногу има бендови. Премногу. Има ли стандарди, критериуми кои се може да направи бенд и како вие гледате на сето тоа? Мислам дека критериуми за жал нема. Дали луѓето гледаат можност таму за може би да гледаат за екзистенција некоја, да не биде се оговараме или, како што каже, има премногу квалитет за една мала земја, како што сме ние, Македонија. Има стварно многу добри музичари, добри свирачи, уметници и све. Многу добри. Само не се остава простор на тој квалитет, медиумски простор да се даде во прайм тајм, како што каже. А сега има и доста неквалитет. Како и во секоја работа предпоставам, нели имаш квалитет, неквалитет. Премногу е хиперпродукција. Со Facebook, со YouTube, значи секој може да си се изрекламира, да си отсвири, да си се презентира. Никој, мислам, не може да му го забраниш ти тоа. Не. Ама сепак мислам дека луѓето, барем во Македонија, одвојуваат што е добро, што е лошо. Обично на кантар се става тоа. Така да доброто си останало. Имате преработено Дафино вино црвено, тоа го слушнавме, сигурно и многу песни кои што и понатаму ќе ги слушнеме. Кој од старите македонски хитови вас ви е омилен? Што мислите дека е она врвот на македонската музика? Премногу добро имаме македонска музика, да одвоиме нешто. Мисля, секој посебно со членовите си има свој сака различен стил на музика, затоа сме препознатливи. Мисля, од македонски има, мислам, премногу има добри ствари. Да не зборам за изворниве, тоа е, мислам, антологија една, ризница што имаме, и затоа, еве, толку е нистрпно што не Дафино вино може да се направат преработки, само тоа да биде квалитетно, зашто има луѓе што прават. И да се вратат тие песни. Кој период вие би сакале да го живеете од македонската музика, кога се создава? Период? Ја ќе ти кажам, од 73-та до 83-та. Четврта, пета негде тука. Предпоставуваме тој период, да. Тие фестивали, тие... Што ги слушаме старите евергрини, Скопски фестивали, Скопскиот фестивал. Тоа се песништа. Не, види. Светски. Направени со критериуми, музичари и музички. Не може секој, не можело секој да пишува или секој да отиде да пее. Не може. Сега е веќе друго време, сега секој може, како што кажа, никој не може ти да му забраниш да се изрекламира он. И сега тој се мисли дека него му е убаво. Денеска веројатно кој може финансиски да поддржи нешто, може да добие и песна, да добие и видеоспот, порано тоа било невозможно. Невозможно. Види, пази, музиката е жива материја. Значи колку и пари да има, ако не го бива, не го бива. Не можеш ти со сила да го направиш. Колку и пари да инвестираш, не знам. Сега луѓето дали ќе го слушаат, тоа е друга работа. И секој сака да игра фудбал, ама не може секој да биде Роналдо. Некој ќе дава голови, така да има музиката. Јас сакам да али не можам. И затоа не играш. Не играм. Навиваш од страна. Едно време бранеш. И тоа добро бранеш. И почна ни Роналдиньо, Роналдо да изиграваат, ја викам. Со вас не можам да ве одбранам. И се откажа. И се откажа.
Уште малку започна, односно секако Ќе почнам да вежбам сега како вас. Како вие што идете да вежбате во атлеташко. Спомнавте се, јас ќе почнам. Ето, значи, можеме и мотиватори да бидеме, ако не друго. Да. Европското првенство во фудбал ќе се следи ли? Обавезно. Да не собирате сликички, можеби? Ќерка ми собира сликичка. Во парк одите се менувате. Да, син ми сега ме моли албум да му купам, ама после веќе сега пол албум беше попунат, готово. Љубите ли сте така да гледате фудбалски, односно некај спортски надпревари? Првата, значи кога е сега, мислам, како беше 10-ти? Не знам кога. 10 јуни почиња. Мислам дека ќе го отварањето ќе го направиме ке менусоње, исто со гезме, како што е редот. Да. И сега ние треба нарачка да направиме што да ни спреми. Него тоа веројатно не му е тешко. Не, сосеви секакви распани. Се знае, човекот се знае. И за кого ги навивате на европското првенство? Имате ли можеби земја фаворит? Јас англичаните си ги сакам од времето. И португалците. Јас немам фаворит, јас сакам репрезентација да гледам и све исто ми. Не го пратам фудбалот како они што го пратат од групата. А кладилници? Не сум по тој спорт јас лично, Ставрич, па баже нешто чепка и За време на настап да, игра нешто, ама Не. Не сме некои љубители на обложување. Друго некое хоби кое што го имате? Споменавме се. Хоби. Јас си кажав тоа, што ми е фудбалот, малку да И се готвењето интересирам. секако, да. Готвењето, да. Сега, да не зборам во името на другите, сега секој си има свое хоби, дечково што е кума оне по компјутерите. Значи може да формирате едно буквално се сами да сработите затоа што ви се поделени интересите. да. Не ви треба некој од страна. Кој е најдобар менаџер во бендот? Сите се грижиме за тоа, знаеш, така се, пак ти кажам, А сметате ли демократија. дека би било многу полесно доколку навистина би имале некој менаџер кој што би Па ги не знам бркал дали- сите работи за вас? Да, али не знаеме колку би функционирало тоа. Пошто ние сме пред се скоро 20 на години заедно, од деца сме заедно. И секој си се грижи за групата, максимумот го дава. Стварно максимумот го дава за таа група. Дали мене ќе ми се јават, дали на Никола ќе се јават или на никој друг член, на тој што ќе му се јават, тој цела работа ја брка. И така, сите сме еднакво насочени кон таа група. Одлично. Што е следно, Никола, што Арија Бенд во периодов кој што доаѓа ќе го работи? Не пее, да оставиме малку простор и два спота да се промовираат како што треба. Проектот што ни беше со каверите на YouTube, на Facebook го има, се врти тамо, добро поминува. Еве вие ќе пуштате нешто од нив. За следно имам исто пак две нови песни. Се сосема различни од овие, од друг фазон, значи ние така се наметнавме. Мислам дека по тоа и сме препознатливи, секој стил сакаме да го запазиме, но тоа да биде што помаксимално квалитетно. Сега следната песна е нешто рокче фазон, таков, и имаме уште една. Тоа е некоја балада исто така, од балада одамна сме немале. Значи имаме две нови песни со два спота, негде до есента ќе бидат, па здравје Боже тамо пролет, ако успееме да собереме материјал на промоција, еден албум, што би сакале да биде сите песни, 8 или 9 ќе бидат, да бидат пропратени со видеозаписи. Сите значи, да. А дали можеби размислувате за некои фестивалски настапи? Како гледате на фестивалите денеска? Па бевме ние на Цветници, да. бевме 2016 и 2015 бевме на Цветници. За жал не можевме, имавме понуди и за Скопски и за Макфест. Знаеш, ќе се договараме за свирки, имаме свирки, баш се погаѓа тоа и се многу лошо да им откажеш на луѓето. Сепак не е дискотека, свадба, не можеш никога да откажеш. И така да могу трпи тоа, ама Да, многу од Таков групите, период е. бендовите се откажуваат од фестивалите поради свадбите. Па фестивалите негогаш ги стават викенд време, а свадбите се обично петок, сабота, недела. А фестивалите се знаат да бидат сабота и недела. да, сега штип беше четврток, петок и сабота. И сега ние имаме договорена, пример, што знам, Сметате дека септември саботите ти се фатени и сега фестивалот доаѓа, не можеш да бидеш. Чабе. свадбите пред фестивалот, доколку од оваа година знаете наредната година кој датум ќе биде, би го оставиле или празен за Макфест? Па да, би го оставили. Сега ќе видиме оваа година е Скопски ден до ноември, мислам дека ќе се погоди работен ден. Така да имаме нешто и за тамо некоја песна спремаме, ќе пуштиме на конкурс, ако ја примат. Ќе се појави на Скопски, да.
Тоа значи дека ќе бидете активни, цело лето ќе работите, ќе создавате музика, секако период на свадби и на настапи, патување низ Македонија, каде што ве бараат, каде Тоа што... паралелно ги сиде, значи, еве, до есен би сам ти уште две песни со два видеозаписи ќе бидат готови. Здравие Боже, следната година, пролет, касна пролет, ама негде мислам дека ќе успееме да собереме материјал и да направиме една фина промоција и еден албум да извадиме. Одлично. Трет поред. Одлично, трет поред, трета среќа, а ние секако дека ќе се видиме и дека ќе го покриеме сето тоа што вие го работите напорно и зашто вие вложувате енергија и многу љубов пред се. Промоцијата ќе ја чекаме на албумот, се надам дека ќе бидеме и ние ваши гости, како што вие бевте денеска. А оно што сега кон крајот на работна сабота ќе го погледаме, тоа е вториот од двата спота кои што ги лансиравте во изминатиот период, во еден здив. Во еден здив ги пуштивте двата спота, сега ќе го погледаме во еден здив. Кажете ни, чива е оваа песна и кој го изработи спотот? Песната е на сценаристот Благо Перуновски, текстот е на Валентин Соклевски, еден поздрав до него. Спотот го работеше City Sound, Липчо Соколовски. Тоа е едно танго така фино. Сосема различно. Сосема различно и од Дафино вино, и од пак ќе погрешам, ова е сосема нешто трето. И од она понатаму што ќе излезе. Да. Одлично, јас ви благодарам и беше чест и задоволство што денеска се релаксиравме заедно овдека во студиото. Верувам дека ужива и гледачите на работна сабота, оние кои што не пропуштија или подоцна не се вклучија со нас. Репризата е недела во 21 часот и секако на социјалните мрежи може да се следи и нашата емисија, секако во неја и вашата музика. Ви благодарам. Ви благодарам и за поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Верувам дека се релаксиравте со денешната работна сабота и со моите гости во студиото. Денешната сабота ја завршуваме секако во еден здив, заедно со Арија Бенд. Имете пријатен и убав ден, се гледаме за една седмица. Срцето ке ти каже, расути во моите раце, стопли си усни на моето лице. Во еден здив животот цел ке мине, од љубов цути, од тага што
zaigraj со душа што те сака. Стопи се на моите гради, љубовта не чува вечно